ги го стрисе. Да, токму така слушнавте, ова е последниот скандал кој што ја потресува македонската јавност, како што слушнавме од прилогот, деца здрави прави злоупотребувани за да се дојде до паричен надоместок. Токму затоа овде гостин во студиото на Канал 5 е Драги Змијанец, директор на првата детска амбасада Миѓаши. Добре дојдовте во вестите. Добро ден. Еве и за вас, како што го завршив прилогот во вестите, значи каде се македонските институции да реагираат за ваква злоупотреба на децата? Дали сега ќе се соочуваме со последиците на веќе злоупотребените деца или ќе превенирате за вакви проблеми? Тоа ви е вас во функција на работата, господин Змијанец. Ниту превенција, ниту рестрикција, ниту пак санкционирање. Едноставно ова е процес кој трае многу долго. И Македонската коалиција за заштита на правата на детето, каде што првата детска амбасада директно работи со членките, достави извештај до Комитетот за правата на детето и посочи дека во Република Македонија не се води доволно грижа за соодветна категоризација на децата и користење на соодветни услуги и во специјалните основни училишта и во нивна инклузија образовна во институциите. Едноставно таа категоризација треба да трпи ревизија и дека не во сите училишта каде што децата се примаат да ги користат образовните и социјални услуги е вработен дефектолог кој навремено ќе детектира одредена состојба и ќе бара промена на состојбата. Сакате да кажете во отсуство на стручен кадар во училиштата, затоа ова станува толку алармантно. Значи, ако државата посвети внимание и вработи во секој училиште социјален работник, дефектолог таму каде што децата се вклучуваат во образовна инклузија или има посебно училиште за деца со посебни потреби, вобрзно треба државата да вработи социјален работник, дефектолог, психолог и педагог. И тие треба да ја следат состојбата со психичкиот раст и развој на детето. Меѓутоа, во овој случај имаме здрави прави деца кои што и им даваат медицински белешки дека имат попречености во растот и развој. Во нашиот апел, значи до Министерството за труд и социјална политика, образование и здравство, треба да ја прошират ова нивна заложба за заштита на овие деца кои се обесправени во нивниот натамошен третман, затоа што вие добивајќи социјална заштита, образовно ги оштетувате децата. Тие не треба да бидат вклучени во такви институции каде што не може да добијат соодветно квалитетно образование. Вие директно генерацијски правите проблем на тие деца да едноставно им вршите интелектуален хендикеп неоснован од страна на институциите и станувате соучесник со тој што ја создал таа категоризација. Некој треба да поднесе одговорност за оваа ситуација. Според вас кој треба да поднесе одговорност? Тој што оценува, тој што дава мислење, тој што врши категоризација, но и на субординативно ниво повисоко министрите мора да поведат сметка кој се е вклучен во овие комисии. Меѓутоа, господин Змијанец, сега веќе некако како да ги решаваме последиците од целиот овој проблем. Точно, ова е последица на многу... Зошто не го превениравме проблемот? Вие рековте сте доставиле писмен извештај, останавте со писмениот извештај? Да, и од Комитетот за правата на детето дадени се одредени препораки до владата на Република Македонија. Таа мора да ги испочитува тие препораки. Ние и вршиме мониторинг на следење на тие препораки дали се реализираат или не. Доколку има измени, ние ќе ги известиме од Комитетот за правата на детето има напредок. Се прават измени, но не се затвара целиот процес. Како, например, на оваа група на деца кои што веќе нели се откриени дека се злоупотребени, како ќе им ја надоместиме штетата и дамката што ќе ја носат за цел живот? Затоа што таа категоризација веројатно ќе го прати тоа дете во текот на целиот живот. Штетата е веќе направена огромна, која што не може да се процени. Точно така, но некогаш подобро некогаш да се започне, никогаш јас ќе кажам. Верувате ли дека сега ќе се веќе реши овој проблем? Под строг надзор на остварување на проценката на комисијата од страна на министерствата кои се релевантни за поставување на луѓе, мислам дека може да се подобри ситуацијата. И што ќе превземете ве како детска амбасада сега за во иднина, веќе кога министерствата го обелоденија проблемот, верувам дека ќе го решат. Јас колку што знам во државата има јавен обвинител кој ако има потреба може и да покрене кривична одговорност кон сторителите на ова дело. Најавија министрите дел дека ќе има и кривична одговорност и дури дека ќе има и одземање на право на дете. Одземање на право на дете е крајна мерка. Секако, ако се одземе родителското право, а родителот бил соучесник во злоупотребата,
тој не може да ја сноси целосната одговорност. Некој од државните институции секако бил исто така вклучен во ова. Значи државата не смее да се амнестира кога родителите не се одговорни. Нашиот став е дека одземање родителско право е крајна мерка, дека засилен и строг надзор од страна на државните институции во следење на правилното родителско право, остварување на квалитетно родителско право е задача на државата, затоа што не секој родител знае да постапи соодветно по најдобриот интерес на децата. Исто така не сите државни институции постапуваат по најдобри интерес на децата. Мора да има мониторинг, мора да има следење и мора да има преземање на одговорност. Како ќе постапат трите министерства во однос на оваа ситуација, ние ќе следиме состојбата. Наша заложба е дефектолог, обврзно вработување во секој училиште каде што децата ги користат овие услуги и барање ревизија на состојбата на секој 6 месеци или година дена, за да детето си добие соодветна социјална и образовна категоризација и да може да ја следи наставата редовно. Без притоа да се виктимизира во процесот и да добива некаква социјална заштита или помош, се со намера за да се пополни одреден број, дали тоа ќе биде во специјално основно училиште или во средно училиште или во специјални паралелки или во дневни центри. Добро, благодарам за гостувањето во Канал 5 телевизија.